Прво издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добар ден. Еве кои содржини ви ги подготвивме за во 16 часот и 30 минути. Решение за проблемот со бегалците во државата постои, изјави премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Топлотен бранд пристигна во Македонија. Според синоптичарите, нашата држава од денес е во жолта фаза и препорачуваат во периодот од 11 до 16 часот да не се излегува безпотребно. Општата болница во Кочани наскоро ќе има и мамографски апарат. Периодов се вршат подготовките за негово инсталирање. Ако негирањето на заложбите и активностите на владата на Република Македонија се работите кои според Зоран Заев се движат во позитивен правец, тогаш тоа нека биде своевидниот успех кој тој го гледа, истакна премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Груевски и состав околу најавата за експертска и транзицијска влада и за евентуалното напуштање на коалицијата од страна на ДУИ. Еден ден по преговорите во Брисел, Зоран Заев изјавува дека работите се движеле во позитивен правец. Ако успорувањето и негирањето на заложбите и ангажирањето на македонската влада е позитивното кој го гледа председателот на социјалдемократите, тогаш токму тоа изгледа е своевидниот успех за кој зборува, истакна премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Па ако за него позитивен правец е да се кочат преговорите, односно да завршуваат со неуспех, и со тоа да се прави штета на Македонија, пред се на македонската економија, на отворањето на нови работни места, на привлекување на инвеститори, на имиджот на државата, тогаш тоа е своевиден успех што тој го доживува како успех. Јас не го доживувам како успех. На новинарско прашање кое се однесува на експертска и транзицијска влада и најавата за евентуален излез на ДУИ од коалицијата, премиерот Груевски состав. Ние во Брисел не прифативме техничка влада, ниту преводна влада, ниту било што слично. Практично она што се случуваше во Брисел беа различни идеи на луѓето кои што таму се обидуваа да ни помогнат или да олеснат, кои што господинот Заев ги одби од прва до последна идеја. Така што јас и не дадов коментар за повеќето од нив, затоа што тој ги одби, а јас не можам да одбивам или прифаќам нешто што веќе е одбиено. Така што на крајот се сведе на еден негов предлог, кој што пак беше одбиен од моја страна. Разговорите се надам дека ќе продолжат на еден или на друг начин. Ние сме како ВМРО ДПМН подготвени во секој момент за избори. Дали СДСМ сака тоа да видат веднаш, сега крајот на јули, 45 дена од денес, бидејќи тоа е минимум рокот за организирање на избори, или сака да видат во август, или во септември, или во ноември, или во април следната година. Ние сме тука во секој момент затоа што ние веруваме во она што го работиме и веруваме дека граѓаните тоа го почитуваат, го ценат, го следат и дека повторно ќе го добиеме убедливото мнозинство поддршка од граѓаните на Република Македонија. Големиот број на бегалци од Сирија, Сомалија и останати држави од Истокот кои во моментов се наоѓаат на територијата на Република Македонија се уште еден од проблемите со кои се соочува државната власт. Решение за овој проблем постои, истакнува премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Решение за бегалската криза во Република Македонија мора да постои. Ова го изјави премиерот на државата Никола Груевски и додаде дека владата мора да најде начин како да им помогне на бегалците. Ние ќе излеземе во пресвет и со измени на законите, но и со други чекори кои што владата ќе ги преземе за да помогне на овие луѓе. Во минатите недела-две се слушнавме многу истории од различни делови, од домашни медиуми, од странски медиуми. Слушнавме и тестимонијали, самите луѓе што кажуваат и половина ако е тоа точно, тоа е нешто што не сме да продолжи и мора да го прекине владата, да најде начин да го прекине. Груевски истакнува дека во понеделник ќе се разговара за измени на законот за азил и за останати начини со кои би можело да им се помогне на бегалците, кои токму на овој начин одлучиле да ја бараат својата среќа во некоја од европските држави.
Очекуваниот топлотен бран пристигна во Македонија. Според синоптичарите, нашата држава од денес е во жолта фаза. Поради високите температури со ниво на прв степен предупредување, односно жолта фаза што денес ќе ја зафатат Македонија, а на удар ќе бидат Полошкиот и Осогоско-Малешевскиот регион, поради високите температури кои на некои места ќе достигнат и до 38 степени. Надлежните препорачуваат граѓаните да не се изложуваат на директна сончева топлина од 11 до 16 часот, да консумираат лесна храна и течности, да одржуваат хигиена на раце и внимателно да ја подготвуваат храната, а хронично болните лица задолжително редовно да ја примаат својата терапија. Работодавците треба да ги почитуваат законските прописи и да преземат превентивни мерки да ги заштитат вработените лица кои работат со одредени ризични производи и технолошки процеси што представуваат дополнителен ризик по здравието на изложените работници. До крајот на овој месец ќе се знае дали општина Пробиштип ќе ги модернизира грбот и знамето на општината. Ова е веќе трет обид за заинтересираните кои при изработката треба да следат едно правило, а тоа е грбот и знамето да се наоѓаат символи препознатливи за општината. Веќе по трет пат општина Пробиштип се обидува да избере нов грб и ново знаме на општината. Постојат соодветни правила, односно да ги содржи препознатливите символи за општината. Че треба да ги содржи сите автентичности на кои што се синоними за општина Пробиштип, накратко во 4-5 знаци да се стават во тој знак кој што меѓутоа и да се запазат хералдичките правила кои што важат за изработка на грб и знаме во Република Македонија. Јавниот повик е во тек. Повикот ќе трае до 29.6.2015 година. До тогаш сите заинтересирани, значи гледачи на вашата телевизија и наши сограѓани од целата република ќе имаат право да учествуваат на овој јавен конкурс, да понудат своји соодветни решенија за избор на грб и знаме на општина Пробиштип и да бидат најпрви разгледани од комисијата. Предлозите кои ќе бидат усвоени од општина Пробиштип заедно со комисијата ќе бидат официјални знаци за грб и знаме. За оние кои ќе ги изработат, односно оние кои ќе бидат избрани за изработка на истите, следува парична награда, и тоа 20.000 денари за грб и 20.000 денари за знаме. Претходните два обида не биле прифатени бидејќи не биле соодветни. Заинтересираните деталите може да ги погледнат на веб страницата на општината и на Бирото за јавни набавки. Општата болница во Кочани наскоро ќе има и мамографски апарат. Периодов се вршат подготовките за негово инсталирање. Министерството за здравство на Република Македонија набави 6 нови современи мамографи за општините Охридка, Вадарци, Кочани, Штип, Прилеп и градската хируршка болница Свети Наум Охридски во Скопје. Новиот мамограф е долгоочекуван софистициран апарат кој е повеќе од потребен во општа болница во Кочани, истакнува директорот Дијана Постолов. Самата набавка е веќе при крај, значи се очекува испораката на самите мамографи низ здравствените установи, во кои и нашата здравствена установа, и неизино монтирање. Тоа ќе се случи во наредните 2-3 месеци, значи инсталацијата на комплетниот дигитален мамограф. Мамографот ќе биде лоциран во рентген одделението, каде што се лоцирани сите мамографи низ Македонија, значи во рентген одделот. Со него ќе работат радиолошките технолози кои што се обучени за таа работа. Сликите ќе бидат прочитани од нашите радиолози, така да исто така и самиот ехо апарат кој што го имаме добиено пред 2 години има опција за ехо преглед на дојка, така да диагностиката во областа на болести на дојка ќе биде значително као нова услуга прв пат воведена во нашата здравствена установа. Исто така сакам да најавам и дополнителна нова апаратура која што општа болница ќе ја добие. Се работи за еден исклучително софистициран анализер за потребите на биохемиската лабораторија и уште еден рентген апарат за рентген службата, со која што би имало во исто време во секој момент 2 софистицирани рентген апарати. Мамографот и новата софистицирана опрема за биохемиска лабораторија и рентгенот ќе бидат монтирани деновиве за што се подготвуваат услови за нивно инсталирање. Освен нелојална конкуренција, приватните продавачи кои своите тезги ги поставуваат пред градскиот пазар во Штип и на тротоарите во близина, представуваат града слика и проблем за движење на пешаците и автомобилите. Се очекува реакција од страна на надлежните органи. Се враќаат дивите продавачи по тротоарите околу градскиот пазар во Штип. Појава која освен естетска има и законска бариера,
бидејќи согласно правилникот на работната единица Градски пазар, продажбата на пазарните вишоци се врши единствено во кругот на градскиот пазар. За таа цел во оградениот дел постои потребната инфраструктура која е доволна да ги прими сите заинтересирани трговци и производители. Имаме околу 70 продажни места на располагање, така да сме спремни за уште поголема понуда на пазар да ги сместиме продавачите. Меѓутоа, не сите ги почитуваат овие правила. Луѓето што имаат закупено тезги кај нас, се жалат и кај нас, али ние сме немокни за таа работа. Ги известивме надлежните за проблемот, па треба да постапат. Ево, например, паркингот е направен, тезги диви продавачи кои што ги викаме ние, со загрозни се обраќаат и паркингот, и под паркингот, улицата Судиска, меѓу продавниците, така да е загрозени безбедноста на пешаците и на возачите. Ваквата продажба им создава нелојална конкуренција на оние кои за закупот на тезгите имаат одредени давачки. Не е вред. Не е воопшто. Тоа треба да се заинтересираат надлежните органи, затоа што тука се плаќаат давачки, надвор тие ми одзимат ги работите. Да, муштериите ги одзимат. Прометот е намален катастрофа, 90% е намален од ланскиот. Поради ова се поставува прашањето дали и кој може да стави крај на ваквата појава. Надлежните органи, се знае кои се собраќаат и за дивите продавачи. Постојано се зголемува бројот на разводи, како во светот, така и кај нас. Разводот може да остави трајни последици и врз децата кои се директно вклучени во овој процес. Психолозите советуваат внимателно со децата во период на развод. Во последно време, како во светот, така и кај нас, бројот на разводи се повеќе се зголемува. Многу деца ширум светот уште од мали нозе се соочуваат со брачните проблеми на своите родители. Секојдневно се сведоци на кавгите кои оставаат трауми за цел живот. Честопати се прашувате како влијае разводот врз менталното здравје на децата и оформувањето на нивниот карактер. Во тој период децата се толку многу чувствителни и осетливи, значи се чувствуваат напуштени, несигурни, се губи и нарушува нивната до тогашна емоционална поврзаност со родителите. Исто така се јавува и недоверба во родителите. Понекогаш некои деца чувствуваат и вина и одговорност за настанатата ситуација, а тоа резултира со појава и на депресија кај децата. Значи се јавува и тага за родителот кој што нема повеќе да живее заедно со нив. Психолозите препорачуваат на оваа тема да се разговара внимателно со децата и пред се искрено, односно на ниво на нивната возраст, за полесно да може да ја сватат настанатата состојба и полесно да го поминат овој бурен период. Доколку е потребно и доколку родителите сами не можат да се справат, може да побараат стручна помош за да децата полесно го надминат овој период. Исто така во овој период потребно е родителите да им нагласат на децата дека односот помеѓу родителите се променува, но не се менува и љубовта која што родителите ја чувствуваат спрема децата и дека нивните контакти остануваат и понатаму и дека можат да се гледаат кога ќе посакаат, нели, кога ќе се договорат. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на склучени бракови во 2014 година во споредба со претходната е намален за 1,2% и изнесува 13.813 склучени бракови. Најмногу бракови во текот на годината се склучени во август, а најмалку во март. Просечната возраст при склучување на прв брак е 26 години за невестата и 28 години за младоженецот. Бројот на разводи во 2014 година бележи зголемување од 8,1% во споредба со 2013 година и изнесува 2210 разведени бракови. Најмалку бракови во текот на годината се разведени во август, а најмногу во декември. Најлековитиот и најароматичен чај расте во планинските предели на село Габров Дилчевско. За неговата благотворна дејност посведочуваат разните легенди останати од турско време, а свои истражувања и потврда за тоа има и од примариус магистер Илчо Захариев. Најароматичниот чај што воопшто постои, а воедно и многу лековит, расте на наши простори. На планината Планица на македонска и бугарска територија, во близината на село Габрово Делчевско. По местоположбата, собирачите на чаеви го нарекуваат габровски, а фармацевтите, меѓу кои магистер Илчо Захариев, кој вршел испитување во алкалоид, го нарекуваат Сатуреа субспиката вариетет македоника. Значи, кога отидете на пазар во Делчево сабота, првата работа ќе ви падне дека голем број на луѓе од село Габрово и од село Ветрен продаваат еден чај врзан во снопчиња и го викаат габровски чај или чај од планината Планица.
вариетет македоника името и го дадов јас затоа што име на бугарска територија, па в Бугарија се крсти булгарика. Инаку да кажам дека тој е многу автентичен чај, расте на карпистите делови, каде има карбонатни карпи. Проблемот е во тоа што постепено се искоренува, затоа што луѓето берат со корен, а таа е повеќе годишно растение. Ако вие откорните едната година нема да најдете на тоа место. Инаку представува едно од најароматичните наши лековити растенија. Има многу етерно масло. Концентрацијата на етерно масло се движи некаде од 0,5 па до 2%. И јас свршив испитување на тоа лековито растение во алкалит и покажавме дека поароматичен чај од тоа растение нема. Но во тоа ароматично растение и во тоа етерно масло има две хемиски соединенија, деривати на фенол. Тоа е тимол и карвакрол. Значи во етерното масло ги има над 50%, а тие се природни антибиотици и фитонциди. Габровскиот чај е природен антибиотик, неговите лековите својства имаат широк диапазон, за кој зборуваат и самите фармацевти, а најпознат е како подобрувач на имунитетот и отпорноста на организмот. Така да, кога ќе отидете во Делчево да го купите чајот, ќе ви кажа дека сајвер е најдобро да се пие чај, габровски чај, нели? А јас тврдам дека за лекување на градни болести, значи дали е бронхит, бронхијална астма, дали имате сува кашлица, при појава на синузити, дали се максиларни, потоа при воспаление на грлото, воспаление на жлебините, пролив, представува извореден чај. Чај кој подобри имунитетот и отпорноста и верувам дека сите оние што го пијат тој чај во зимскиот период ќе има добар имунитет, нема да се разболат од грип, ниту сезонски респираторни заболувања. Цветовите може да бидат и бели, и виолетови, но и црвени. Со текот на времето оксидираат, така да кога вие ќе го направите чајот, према убава жолтеникава боја, па бојата постепено на чајот темнее, но неговата лековитост е навистина огромна. Мораме да го зачуваме за идните генерации, бидејќи тоа е вариетет кој има само таму. За неговите лековити својства се зборува надалеку, па затоа габровскиот чај е еден од најпродаваните на Делчевскиот пазар. Габровскиот чај, поготово зимно време, многу се троши, многу е корисен, го земаат мешавина, го прават за диабетисот, шеќерашите, како да ви кажам, многу е вкусен, чист планински чај. Највеќе турците го потребували. Кога се заминали за турско и останало наследство од турците за габровскиот чај. Кажува и други некои болести, турците, ама какво е било, не знам. Тоа уште 55-та кога се ушли за Турција, останава това наследство и до ден денеска. Да ги послушаме советите на стручните лица во екот на собирањето на чаеви од планинските падини, да се внимава, да не се уништува, бидејќи габровскиот чај треба да остане и да лекува многу генерации. Штипскиот актерски ансамбл со пиесата Хотел ни на небо, ни на земја вечерва ќе се представат на 50-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Ова не е прв пат актерите при Штипскиот народен театар да учествуваат и да бидат наградувани на овој престижен фестивал. Се очекува и овој пат да се вратат со награди. Во рамките на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој по 50 пат се случува во Прилеп, вечерва со почеток во 22 часот на сцената на Центарот за култура Марко Цепенков, штипските актери при Народниот театар ќе одиграат пиесата Хотел ни на небо, ни на земја од Бертолд Брехт. Добар термин, недела. Таму публиката е исклучителна театарска публика во Прилеп, знаат да препознаат квалитет и знаат да наградат. И очекувањето се големи од наши имаме пристојна представа, актерска издржана представа, достојна за представување на Народен театар Штип во вистинско светло. Ова не е прв пат Штипскиот народен театар да се појави на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Штипскиот театар има големо реноме, една година и победи со голем број на награди со представата Бегалка и бевме number 1 на тој период. Она што се најавува од Штипскиот народен театар е премиерата на нова представа Малограѓанска свадба, која ќе се случи на 26 јуни. Најмалку 11 луѓе ги загубиле животите во поплавите кои ноќта кон неделата ја зафатија грузиската престолнина Тбилиси, а повеќе се водат како исчезнати. Силните дождови проследени со град и силен ветер ја претвориле реката Вера која тече низ Тбилиси во надојдена водена маса која однела десетици објекти и возила, а оштетени и голем дел од градските сообраќајници.
Компјутерот на германската канцеларка Ангела Меркел беше предмет на хакерски напад против внатрешната мрежа на Бундестагот. Вкупно 15 компјутери биле пробиени, а од 5 хакерите преземале податоци во износ од 16 до 20 гигабајти. Според изјавите на некои пратеници и вработени на германските тајни служби, компјутерската мрежа на Бундестагот во голема мера била уништена. Околу 2000 мигранти и бегалци кои патуваат од Митилина пристигнаа во грчкото пристаниште Пирија во неделата наутро, откако беа заробени на северниот остров Лесбос. Поради задоцнување во документацијата се верува дека поголемиот дел од новите доселеници допатувале од конфликтите во Сирија. Втор ден од Европското првенство во сумоборење. Денес се надпреварите во сениорска машка и женска конкуренција. До сега 2/3 места во женска конкуренција во категоријата од 65 кг го освои Гичева Ивана и 70 кг Спасовска Ивана од Македонија. Во тимско борење екипата на Бугарија го освои првото место, второ Унгарија и трето место Македонија. Во салата Јордан Мијалков вчера и денес се надпреваруваат 200 надпреварувачи од Бугарија, Унгарија, Германија, Македонија, Холандија, Грузија и Велика Британија. Најдоминантни надпреварувачи во вчерашните надпревари беа надпреварувачите од Бугарија, кои освоија повеќе први и втори места во машка и женска конкуренција. Денес надпреварите продолжуваат во сениорска конкуренција за отварањето на Европското првенство е во 19 часот, каде што ќе бидат доделени медалите за најдобрите од денешното надпреварување. Първо място Джорджия. Награждава Виктор Богданов. Европското првенство во бенч прес му се позлати на каменичанецот Бошко Стаменковски. Тој во надпреварувањето минус 75 кг го освои првото место, со што се здоби со право да учествува на светското првенство кое ќе се одржи во Лас Вегас. Правото да учествува на овој престижен европски турнир Стаменковски го доби откако стана балкански рекордер во дисциплината бенч прес, а иако се надеваше на рекорд и на европското првенство во Изборн, сепак тоа не се случи. Сепак и покрај тоа првото место е одличен успех за каменичанецот Стаменковски, кој што по 40-та година од животот започна да се занимава со бодибилдинг и за кратко време нанижа одлични резултати. Следниот негов предизвик е оној во Лас Вегас, светското првенство кое што следува, но дали ќе учествува се ќе зависи од спонзорите кои што ќе сакаат да дадат материјална поддршка за негово учество на престижниот светски шампионат. Ова беа содржините предвидени за првиот дневник на Канал Плюс телевизија. Следното издание е во 20 часот. До тогаш информирајте се на нашиот веб портал kanalplus.mk.